Гости во студио, односно минути за Владко Лозановски, ама не затоа што плати, туку затоа што заслужи. Владко, добре ни дојде во студиото на Бекстејдж. Добро ме најдов, супер. Поздрав до гледачите на Бекстејдж. Јас сум супер. Владко, се сеќаваш ли на твоите почетоци? Се сеќаваш ли како почна? Па искрено како вчера да беше кога започнав со музиката и аматерски професионално. Морам да кажам дека многу време ми требаше додека почнам дури јавно да се појавувам и тоа и аматерски кога беше, знаеш. Почнав со хармоника, свирење инструментално, па по хорови, па тек онака да знаеш да почнам сам како соло да отворам уста, така наречено кажам. Нормално почнав со локални настапи низ Кичево, па после се проширив на кај Битола, Прилеп, знаеш. И откако се запишав во средно музичко Битола, почна ни талент шоу, имаше М2 во тој период. Па после дојде и Мак Звезди и мислам дека тоа беше тоа она одскочна даска од каде што од овој момент поголемиот дел од јавноста ме познава. Сега време е да слушнете од нас, а богами од човекот кој што е делумно одговорен за сето она што го работи Владко денес. На 26 јуни 1985 година во фамилијата Лозановски во Кичево се роди момче по име Владко, кое што со првиот плач не покажа извонреден глас или неверојатен талент. Се додека не дојде време после важната полуматура да се запише во средното музичко училиште во Битола. Сигурен во себе и убеден во своите квалитети, почна да си го трасира својот музички пат. Брзо поминаа 4 средношколски години и преку Плетвар патот го донесе во Скопје на факултетот за музичка уметност. И за него знаеа сите кои што беа дел од тој музички свет. Владко научи да свири на гитара, хармоника и пијано, а она што го умееше со гласот го поткова со теорија. И тука некаде повторно почнуваме од почеток. Во септември 2007 година Владко Лозановски се запиша помеѓу учесниците на музичкото шоу Мак Звезди. Па нормално дека се сеќам, тоа беше 2007 година. Дојде еден од познатите менаџери и вика, слушај, една ургенција, едно моје дете да примиш ако можеш. Кој е тоа твое дете? И ми го кажа. И ја го штиклирав случајно да видам. Обично ако треба ургенција или етапа или нешто. Меѓутоа, кога го слушав како пее, колку мене не ми треба многу, ни минутка, викам, фала ти, многу примен си. И си реков, од оваа дете ќе биде стварно одличен пеач. Цела сезона се бореше со високи и ниски ноти. На крајот заврши трет. Не викам дека не беше разочаран, но многу културно го поднесе тоа. Да беше тоа некој на негово место друг, као што сме ние темперамент, не можеше се да се случи. Тука се отвара ново поглавје во неговиот уметнички живот. До името и презимето ја додаде кратенката Лозано и шоуто почна. Не беше реално, ама беше чиста реалност. Врати ме, времето да застане, сонце не ме грее. Се редеа хитови, се редеа настапи, со нив и награди. Се до почетокот на 2010-та и првиот албум на Владко со наслов Лозано. Љубовта кон музиката го однесе надвор од нашите граници. Награди, позитивни критики, настапи, дуети и интерпретација. За да денес, оваа историја на Владко му го донесе епитетот еден од најдобрите машки вокали во Македонија. А нас не донесе пред вратата на неговата нова промоција. Ете така, Владко, ја гледаш разликата од тогаш и денес? Па да, има драстична разлика, можам да кажам. Тогаш бев помлад. Па добро, тоа имаше периоди каде што тремата превладуваше поголемиот процент од кај мене. Искуството беше во помал број, сега можам да кажам дека и веќе тремата малку помалку и заминува, искуството ми поголемо, веќе полни 4 години сум на сцената, така да кога би бил најверојатно со овој мозок моментално во тој период, може би поинаку биле работите, но сепак мора се искалило и сега многу сум задоволен што така се одвива кариерата и баш сум задоволен до ова ниво што сум дошол. Сега да не разберат погрешно, значи денес не се собравме овде за да ги потсетиме гледачите што се си направил досега, туку да ги информираме дека утре Владко го промовира својот втор албум. Зошто преку 7 мориња? Првин, зошто името? Па добро, преку 7 мориња мислам дека беше најмногу одговараше како наслов за албумот, поради тоа што сакав да биде наслов од некоја си numera од албумот. И мислам дека најмногу се совпана преку 7 мориња. Морам да ја пофалам Магдалена Цветковска, го напиша текстот на таа песна.
И покрај нормално овој наслов преку седум мориња стана и таа носечка песна преку седум мориња, каде што музиката, автор на музиката се подпишувам јас, додека една беше текстот и аранжманот е на Лазар Цветковски, мојот долгогодишен соработник. И мислам дека ќе им се допани на гледачите, јавно сите ги поканувам утре во музеот на македонска борба да дојдат во 9 часот. Големо е местото, може сите да ги собери. Утре ќе се соберат многу пријатели, многу соработници, новинари. Имаш ли трема и се плашиш ли од нечија критика? Па искрено кажано, чувствувам мала трема поради тоа што претходниот албум беше во 2009 година, помина долг период од како го промовирам се вториот албум. Периодично, можеби на година дена ваѓав по една нумера, за среќа успешни беа тие нумери. Така да мислам дека луѓето очекуваат многу од мене исто и од мојот тим и поради таа трема, нормално позитивна трема, но мислам дека тоа ќе помине, не е ништо страшно, мислам. Имам таму солиден бенд каде што ќе ги испееме дел од нумерите од албумот, тоа се Two Exit. Така да нормално, имам малку трема, но нормално со пријателите, соработниците, фановите таму ќе ми помени таа трема. Ги спомна пријателите и соработниците, ги спомнав и јас, ќе ти помогнеме да ја разбиеме таа трема, позитивна трема. Во продолжение гледаме што се мисли естрадата за тебе. Може. Го познавам веќе неколку години и баш ме драго што останав пријател со него. Првата средба ми беше на Мак Звезди. Не сгрешив кога му кажав дека дете морам да ти кажам дека од тебе стварно ќе биде нешто. Па сега не се сеќавам точно кај се видовме, но го приметив со песната Сонце не ме грее дефинитивно. Прв пат го видов Владко во емисијата кај Вучич. Bom, eu conheci o Vlad no Festival Slavianski Bazar em 2009 e desde lá nos tornamos grandes amigos e sempre nos falamos. Мислам дека Владко Лозановски е исклучителен пејач. Сето она што го работи со пењето, го гледам дека го работи баш онака како што треба. Па Владко реков е стварно многу воспитано пред се момче, срамежливо, но кога ќе застане на сцена и пред микрофонот едноставно е звер. Па за тие што успеваат, за тие пејачи што успеваат, не донесуваат суд професионалците, туку публиката, таа е клучот за све. И мислам дека до сега публиката го даде својот глас за Владко. До прва, веројатно ќе го дава. Vladko, na minha opinião, é um dos melhores cantores europeus que já vi. Tem uma técnica maravilhosa que eu gostaria de ter. E a qualidade de sua voz é impressionante. Escuto suas canções todos os dias, no meu celular, no meu notebook, em qualquer lugar. Сонце не ме грее, каде замина ти. Владко, откако слушна, што се естрадата има да каже за тебе? Задоволен ли си од она што го собра за овој втор албум? Искрено, што слушнав естрадата, што мисли за мене, баш можам да кажам само убави зборови за нив. Благодарам за сите, чести ми е задоволство што такви реномирани, еминентни луѓе кажа збор два за мене. Мислам дека материјалот што го имаме утре, што ќе го промовираме во музеот, дека мене премногу ми се допаѓа, поради тоа што дел од номерите сум јас, препознатлив онај стил кој што го имав во претходниот албум, но исто така има некои песни кои што си експериментиравме на некој начин со Лазар и има различни numeri од типот имаме на летне поп-реге песна, таа нема ден, нема ноќ, веќе знаат слушателите и гледачите, каде што има видеозапис. Таа една таква numera, имаме една numera која што пред 10 години ја направив, тоа беше една 7/8 numera, етно песна со етно елементи има. Значи имаме таква песна, имаме рок песна, имаме и ете спробавме и хаус верзија направивме заедно со Лазар, со каде што има електрорап во таа песна, дел е електрорап. Ја пеам на англиски јазик, така да мислам дека ќе им се допани и секој слушател може да си најди нешто свое, нешто нивно, каде што може да го слушаат од албумот преку 7 морија. Значи повторно покажаш дека се снаоѓаш во сите стилови. Одлично. Владко, ти благодарам, сега нема да те терам да пееш. Благодарам. Доволно и го узурпиравме и студиото и времето на Мија.
Ќе ти се заблагодарам уште еднаш, Благодарам ќе ти вас. посакам многу среќа со новиот албум и од мене и од екипата на Backstage. И уште еднаш да ве потсетам, утре 21 часот музеот на ВМРО, сите оние кои што сакаат први да го видат или да го слушнат албумот на Владко Лозановски преку 7 мориња, нека повелат. Владко, ти благодарам.